Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а вие ја гледате емисијата Правда и неправда. Како што можете да забележите и од претходните изданија на Еден ТВ, прашањата поврзани со мојата емисија се чести содржини и во разговорите кај моите колеги и се чини некако дека една недела рок е предолг за да се одговори и за да може да се реагира соодветно на актуелни теми. Моите вечерашни гости имаат заеднички допирни точки, но и различна позиција од таму кај што доаѓаат. Она што ги поврзува Европскиот суд за човекови права, но нивниот приод во разговорот верувам дека ќе биде различен. Им посакувам добре дојде на Даница Џонова, од мојата десна страна, владин агент и директор на Бирото за застапување при Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Кажав правилно целиот назив? Да, од прилика, да. Да, суштината е така. Да, и од мојата лева страна, поранешната македонска судика во Европскиот суд за човекови права, во моментот прв човек на Институтот за човекови права, господјата Маргарита Цаца Николовска. Добро дојде. Добро вечер. Ако се согласувате, судејќи ќе почнам со вас. Мислите? Вие бевте прв македонски судија во Страсбур во периодот од 1998 до 2008 година, а претходно бевте врховен судија. Па оттаму ќе ве прашам за она што е многу актуелно деновиве, се уште и по неколку дена, а што беше интерес на новинарите и на денешната пресконференција што ја држевте, а тоа се последните случувања поврзани со начелниот став или на мислењето на Врховниот суд, за кој се вели дека става брана на предметите на СЈО за покренување на обвиненија, водење на истраги. Нивната одлука прилично контроверзно се доживува во јавноста, но и меѓу стручната јавност, па коментарите се најразлични и одат од една крајност во друга, па дури се зборува дека е скандалозна, дека Врховниот суд немал право и надлежност да постапува. Каков е вашиот став околу ова прашање? Прво дозволете да почнам со нешто што можеби нема да биде прифатено со задоволство од страна на Врховниот суд. Меѓутоа, мислам дека мојата позиција како поранешен судија во Врховниот суд, во Европскиот суд за човекови права, а и сега како меѓународен судија во Уставниот суд во Босна и Херцеговина, каде што имам можност многу повеќе да собирам сознанија во врска со проблематики од секаков вид, мислам дека во дадената ситуација Врховниот суд најблагоречено избрса. Зошто го велам тоа? Прво заради тоа што Некако се доби впечаток дека промптно беше донесена точно е одлуката, без дискусии. Се тврди дека само една дискусија. Тоа е проблемот кој што прв како елемент сакам да го наведам. Значи, јавноста воопшто беше исклучена од седницата на Врховниот суд и покрај тоа што имам сознание дека согласно деловникот јавноста треба да биде присутна. Што значи јавност, да не навлегуваме. Меѓутоа, вториот елемент кој исто така ми посмета е нешто што стручната јавност не беше вклучена во целата оваа проблематика и не беше презентирано што мисли и другата страна, ако ништо друго, основни постулати на едно фер постапување е да се слушне и другата страна.
Може би судиите на Врховен суд ќе кажат дека они ја знаеле реакцијата на специјалното јавно обвинителство или обвинителството во целост. Меѓутоа, мислам дека тоа е голем проблем и она што сметав за потребно, ако е веќе проблематично нешто, тогаш требаше многу повеќе целокупната стручна јавност да биде инволвирана, имајќи во предвид дека овде станува збор за нешто што е голем прашање од голем интерес од една страна, меѓутоа и голема правна, да речам, работа која што треба од повеќе аспекти да биде изреализирана. И на крај Врховниот суд, да подсетиме, не ја заврши она општа седница на која што маратонска, на која што се расправаше околу тоа дали незаконски снимените материјали. Врзано за тоа, сега го споменувам ова за кое што изборувам, и она што највеќе, значи, побунува некој интерес да се коментира оваа одлука, е самиот текст на одлуката. Самиот текст на одлуката во суштина е препишување на законскиот текст. Ако станува збор за некое начелно правно мислење, тоа Мислите треба... на соопштението на Врховен, бидејќи не видовме текст на... Па ја мислам дека е тоа. Тоа што во јавноста проструи, тоа што го има веќе како утврдено начелно правно мислење, до кое што јас дојдов, е нешто кое што е многу малку внесено некој друг елемент кој што кажува зошто мислењето е такво. Јас еве да почнам само од одредени зборови кои што апсолутно требале да се дадат аргументи и да се образложат зошто е тоа така. Првата работа е јавното обвинителство за гонење и така натаму може да покрене обвинение или да нареди запирање на истражната постапка. Во една таква ситуација, јас повеќе еве сега зборувам од она што е моја пракса во Европскиот суд, па и сега во Сараево. Значи, секој збор треба да се анализира. Што значи може? Дали е тоа мора? Дали е тоа облигаторно? Понатаму, вели може да покрене обвинение. Може и не мора. Или, апсолутно, или да нареди запирање на истражната постапка. Или, значи, да нареди запирање, тоа е врзано со нешто кое што или е за постапка во врска со покренување на обвинение, или е повторно дадена можност специјалното јавно обвинителство да одлучува што ќе прави со одредена истражна постапка. Понатаму вели денот на превземање на предметите и материјалите од негова надлежност. Два елемента. За да понатаму се зборува само од денот на приемот на предметите. Значи, за сите овие работи... Многу нејасноти, така би го да се помине. И она што е особено важно по мене, значи духот на овој закон за специјалното јавно обвинителство воопшто не провејува нити во мислењето, нити во дискусиите, нити во искажувањата на одредени суди од Врховниот суд. Јас денеска го слушав колегата Јово Вангеловски, духот на законот воопшто не беше спомнат. Зошто е донесен законот за специјално јавно обвинителство? Каква состојба ние имавме пред тоа? Имавме состојба на страшна пасивност од страна на обвинителството. Заради тоа и обвинителот беше на некој начин и сменет. Од друга страна, кога сите овие работи вака ќе се земат да се стават на една страна... впечаток дека премногу рестриктивно се читаат одредбите или гледате некаква политичка заднина во Знаете што, во ситуација? Македонија е тешко веќе да некој човек не размислува за некоја политичка заднина. И постојано импресијата е дека е заради ова и дека е заради тоа. И заради тоа јас сметам дека ова мислење требаше да содржи многу аргументи, требаше да презентира една форма на
правно мислење, со правни аргументи, не да се препишува законскиот текст. Законскиот текст малте не, сите ние го знаеме. Некои аналитичари, ќе го спомнам господинот Джевдет Хајреддини, по овој повед иронично прокоментира, цитирам, дека Македонија дојде во ситуација кога на СЈО му пресудија токму оние чија политичка судбина зависеше токму од неговата работа. Точно. На некој начин е на линија на ова што го зборувате. Господи Джунева, јас ја имам предвид вашата ситуација, која што е многу деликатна на владин агент. Меѓутоа, каков е, и нема да ве прашам, ако сакате ќе ми кажете каков е вашиот став по овој повед, меѓутоа, како дополнение на прашањето, би ве прашала каква е вашата соработка со Врховен суд и дали како владин агент сте имале потреба од градење на начелни правни ставови? Прво ви благодарам што ја имате предвид мојата позиција и незината специфика која првенствено произлегува од тоа што имаше најава од адвокатските тимови и секако тоа е право на секој поединец. Реално предметите да ги изнесат во даден момент и пред Европскиот суд за човекови права. Предпоставувам не сакате да преюдицирате во момент. Не само да преюдицирам, треба да се има во предвид дека реално кога би ни била доставена на одговор таквата апликација, мојата задача би било да ја застапувам владата пред Европскиот суд за човекови права и сега не би требало да шпекулирам ниту за тоа за каква апликација може да станува збор, за какви наводи, евентуално за повреда на конвенцијата, така би било најпрофесионално и најлојално кон функцијата која извршувам, да останам прилично резервирана на овие теми. Се извинувам, баш заради тоа требаше ова мислење да биде содржинско полно мислење. За да може утре задутре, ако браните нешто, да браните во таја насока, како Врховниот суд, како национален највисок суд донел ваква некоја работа. Прашањето е исто така дали Врховниот суд бил надлежен за вакво нешто да постапува, кога имаме други два института. Толкување, ако станува збор за нешто нејасно, или ако сакате, еве, јас ке спомнам еден стандард од Европскиот суд за човекови права, квалитетот на законот. Под квалитет на закон има многу елементи кои што треба да се испитуваат. И во таквите елементи каде е сега нашиот уставен суд. Меѓутоа, прераното реагирање од страна на Врховниот суд на некој начин прави упад во самиот судски систем. Немаме ние различити мислења. Ние затоа и одевме на утврдување на начелните ставови и правни мислења од значење за обезбедување на единство со примена на закони од страна на судовите. Ние во дадената ситуација, јас се извинувам, меѓутоа вие како тоа ќе го браните утре задутре? Тоа е она кое што треба Врховниот суд, тоа е она кое што треба правната фела во државата, факултетите, академијата, Македонската, мислам, академија, меѓутоа и академијата за суди и јавни обвинители да видат во што се состои суштина. Вакво штуро презентирање на законскиот текст, јас сум сигурна дека нема да ви помогне во насока на стандардот на давање на државата големо, широко поле на самоодлучување. Ваквото самоодлучување е исклучиво само на еден институт врховен, кој што се става во ситуација да одлучува пред да има одлука од страна на
пониските судови. Не е работа на Врховниот суд да истрчува и да кажува што треба пониските судови да прават. Ова мислење е само обавезателно за советите на Тоа Врховниот беше суд. моето следно прашање. Дали е обврзувачко за пониските Ова мислење не е обврзувачко. Меѓутоа е обврзувачко за советите на Врховниот суд. И јас сега се прашувам, кој ќе дојде предмет, што они од ова ќе извлечат. Како затоа и ги спомнав овие неколку зборов. Што они ќе дадат мислење за зборот може да покрене обвинение или може да нареди запирање на истражна постапка. Што тоа во суштина значи? Правната мисла е многу широка мисла. Ние заборавивме да се впуштиме во она нешто што значи наука. Ние се повеќе и повеќе тоа го ставаме на страна. Нешто е само прашање на теорија, да ја споиме со праксата. Меѓутоа, едноставно се изгуби смислата на толкување, смислата на она што значи дух на она што е донесено како закон. Вие многу добро знаете колку во одговорите, во обсервациите се кажува што е целта за донесење на тој закон. Јас верувам дека ова, барем мене ми се чини дека е се уште незавршена приказна. Така да би било навистина за мојата позиција претирано да шпекулирам во моментот, затоа велам за мене, затоа потоа вашата слобода на говор е поинаква. Апсолутно. Сакам едно нешто да го поставам како прашање. Како е можно суди од ист суд, па дури од ист ранг врховни суди, да имаат неразлично мислење во нијанси? Истото важи и за професори од правен факултет. Туку диаметрално различни ставови за актуелни и многу важни правни прашања. Како да не биде збунет, судејќи обичниот граѓанин, човек, кој што е правен лаик, гради можеби мислење врз основа на некаква перцепција, кој не е правник, а да треба тој да верува дека државата навистина сака да изгради правна држава и да се справи со корупцијата. Не е ли е тоа збунувачки, не само за обичните граѓани, туку од она што денес се случуваше вчера во кривичен суд, очигледно и судиите се збунети. Како ќе излеземе од целата оваа ситуација? Нормално дека се збунети. Значи, да не спомнувам дека од оној момент, од 18 месеци за кој што се зборува во началното мислење, до ден денеска е поминато повеќе од година и пол. Значи, дополнителни 18 месеци. Што е направено во тие 18 месеци? Еве сега првиот испит утре ќе биде. Што ќе се случи? Предпоставувам, следејќи го ја нишката на работите, дека веќе утре адвокатите ќе бараат ослободување од куќен притвор за осомничените во империја, бидејќи ќе тврдат дека тие се поднесени од неовластен предлагач. Што во таа ситуација кога судиите бараат помош од државниот јавен обвинител, кривичен суд нели донесе заклучок, прашање во ваква една ситуација кога сме на прагот на избори, дали ќе може автентично толкување да се бара? Што со предметите? Дали СЈО ќе заглави дополнително во целиот овој период кога требаше да го решаваме неговиот статус, а излегува дека се размислува да се стави крај на СЈО и на истрагите што се водат? Правниот систем во Македонија ќе се стави во една незавидна положба. Тоа што судиите се наоѓаат во ваква состојба која што вие ја објаснивте, нормално е во една ваква позиција. Затоа јас велам, зашто се чекаше до сега,
ако е тоа прашање кое што бара ваков третман. Зошто? Началните ставови и уопште правните ставови може да се донесат и по собствена иницијатива. Ако е тоа така, зошто беше потребно толку време да се чека да адвокатите реагираат и по нивна иницијатива сега Врховниот суд да донесе таква одлука? Ако веќе Врховниот суд смета дека тој треба, меѓу другото, и правна разрешница на одредени проблеми во законот да ги даде, кои што можат да доведат до евентуално различити мислења, постои начини да тоа се разрешува. Затоа спомнав, тие правни дебати, тие разговори, тоа учество и на судии, и на обвинители, и на адвокати, и на академската јавност. Не знам дали се сеќавате, Академијата на науки и уметност во Македонија организираше правен, да речам, собир во врска со прашањето на донесениот, прво беше мислење, па после тоа закон за одмерување на казни по еден посебен начин и по една табела која што беше презентирана од страна на... Кој што беше укинат закон подоцна. Зборот ми е, значи, тука, јас присуствував на таа дебата, тука имаше толку различити мислења. Меѓутоа, тоа на крај произведе да се донесе еден правен заклучок кој што водеше кон решавање на проблемот. И затоа, утре задутре и Уставниот суд која ќе треба да постапува, треба да има некое сознание што мисли пошироката јавност. Да, кога ја спомнавте стручната јавност... Значи, ако стручната јавност, извинувам уштова, ако стручната јавност се наоѓа во една таква ситуација да треба да има различити мислења, јас не знам што обичниот граѓанин може да мисли. Затоа и напомнав дека Врховниот суд пропушти на јавна седница ова прашање да го истретира. Не можеше ова се да оди во затворени врати. Ние не знаеме кој судија како она што е изреагирал. Чудно, е што излегува некои информации што е многу поразително како факт, дека дури 17 од 19 судии гласале. Значи, одлуката прилично унисона била. А освен една дискусија, како што се тврди, немало и други дискусии. Кога ја спомнав стручната дебата, неодамна, предпоставувам и вие бевте на онаа дебата на која што се зборуваше во Македонската академија на науките, каде што професорот Гордан Калајџиев, меѓу другото, предупреди на некои аспекти и проблеми поврзани со натамошното постапување на предметите на СЈ. И тој кажа една работа, вака многу индикативна, во овој момент се чини избрзана, меѓутоа малку визионерска, дека доколку амнестијата не се прогласи за незаконска, зборуваме за амнестијата на председателот Иванов, можно е да паднат предметите на СЈ. Пред да разговараме околу ова, јас ќе ја замолам режијата да го пушти прилогот на колешката Искра Опетчевска, да се подсетиме малку на изјавата на професорот Калајџиев, која што беше објавена на 30 јануари. Режија, ако е подготвен прилогот, да го видим. Предметите на специјалното јавно обвинителство можат да паднат пред Судот за човекови права во Страсбур поради амнестијата на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, бидејќи во Судот Иванов ќе го гледаат како председател без да знаат дека амнестијата беше незаконита, децидира универзитетскиот професор Гордан Калајџиев. А ќе се убиеме од мачење да докажеме дека тие дела сите заедно врз основа и на овие оценки на Европа дека е заробена држава, дека сите тие дела заедно биле сериозни повреди за човековите права, бидејќи тоа е веќе друга ситуација, затоа што амнестија и помилување не се дозволени за тешки повреди на човекови права, што во меѓународното право е признаено за геноцид, тортура,
и слично. Меѓутоа, до сега во праксата на овие меѓународни тела, не бил ваков случај како Македонија. Сите сме сведоци дека со актот на помилување председателот Иванов ја доведе во прашање работата на специјалното јавно обвинителство, вели шефицата на ово обвинителство Катица Јанева. Таа во синокешното гостување во емисијата Правда и неправда на 1 ТВ рече дека ако странките во одредени предмети побараат заштита пред судот во Страсбур, тоа е процес кој СЈО не може да го спречи. Прво, на личниот интегритет на специјалното јавно обвинителство и специјалните јавни обвинители направи штета. Од друга страна беше незаконска и незаконска не оштети затоа што изгубивме драгоцено време во кое можевме да слушаме разговори, во кое можевме да поступуваме по други предмети, а ние ги повториме во тој период истите действија што ги имавме и пред амнестиите. Професорот Калајджиев смета дека за да може да се излезе од ваквата ситуација, ќе мора да се докаже дека амнестијата на председателот Иванов е незаконита. Господи Джуна, колку предупредувањето на Калајджиев држи вода, што велат? Или сегам да ве прашам дали во праксата на Европскиот суд има слични вакви примери? Па сега знаете како зависи до каде ја гледате приказната, која пак ќе повторам. Кај нас се уште се одвива. Значи, треба да коментирам незавршена фактичка состојба. Има примери во судската пракса на Европскиот суд за човекови права. Поврзани со амнестија? Поврзани со амнестија. Мислам дека реално дел од адвокатските тимови во јавноста доста спомнува посебно една пресуда на Европскиот суд за човекови права, тоа е случајот Лекса против Словачка, кога мислам дека најчесто беше спомнувана во контекст на тоа дека грчките власти ја одбија екстрадицијата по тој основ. Потоа се испостави дека реално во одлуката на грчките власти не се спомнува можеби изрично пресудата Лекса против Словачка, меѓутоа се пронајдоа елементи од образложението кои соодветствуваат и во одлуката на грчките власти и на Европскиот суд за човекови права и искрено да ви кажам, мислам дека реално кога веќе ја изнесоа Лекса против Словачка во јавноста, чинам дека можеби нивната одбрана и се заснова на она што се фактите во овој случај, затоа што ако се прочита внимателно пресудата, може да се забележи дека многу фактички елементи од тој случај реално се пресликуваат во нашето милје. И таму имало помилување од страна на председателот. Исто така било повлечено во еден момент. Завзел став по однос на таквото повлекување и Уставниот суд на државата. И така натаму, па дури јас наоѓам коинциденции во самиот во самиот текст на помилувањето, елементите околу помирувањето и потребата за помирување и така натаму. Меѓутоа, има и други случаи надвор од овој. Сега конкретно да ве прашам, дали во моментот постои некоја апликација поднесена до Страсбур од адвокатските тимови на обвинетите во СЈО? Во врска со предметите кои ги води специјалното јавно обвинителство, ние досега во бирото немаме примено апликација која ни е доставена на одговор. Во еден момент реално имаше интерес од новинарите и колку што пратев, тие се обратија веројатно до Европскиот суд за човекови права, од каде што добија известување дека такви апликации постојат. Меѓутоа, до ден денеска, тие ниту една таква апликација не е доставена на... Зборуваме за апликации кои што се поднесени
чинам во март минатата година. Дали може да се случи досега да не е оценета нивната допуштеност? Видете, Па затоа немате би повратен сакала одговор. да објаснам. Прво, од моментот на поднесување на апликацијата до моментот на нејзино доставување на одговор може да помине понекогаш и подолг временски период. Сето тоа зависи од приоритетот кој Европскиот суд за човекови права ќе му го даде на конкретниот предмет. До моментот на доставување на апликациите на одговор, ние за апликациите против нашата држава знаеме само на ниво на бројки, статистика. Значи не знаеме кој е апликантот, не знаеме кои се наводите во апликацијата за повреда на конвенцијата и така натаму. Понова од пред некоја година чинаме праксата на Европскиот суд за човекови права реално на својата веб страница да ги поставува и да става информации, да објавува информации за сите комуницирани предмети, односно оние доставени одговор, така да во моментов увидот на веб страницата на Европскиот суд за човекови права ќе ви даде приказ и на кои предмети и подносители, на кои прашања треба да одговори одбраната, значи ќе ви даде увид во се она што е во работа во моментот во бирото. Постои по поднесувањето на апликацијата една релативно брза и првична оценка на допуштеноста. Таа е прелиминарна, што значи дека доколку е очигледна недопуштеноста на апликацијата, таа веднаш се отфрла како недопуштена. Меѓутоа, доколку апликацијата го помине овој филтер, известно е дека таа ќе биде доставена на одговор на државата, меѓутоа тоа не треба да се разбира на начин дека реално се завршени сите прашања околу допуштеноста на апликацијата. Тоа само значи дека можеби допуштеноста е спорна и дека ние треба да се аргументираме понатаму и повторно таа може да заврши дури како недопуштена. Општо познато е дека проточноста на предмети е релативно мала во Европскиот суд. Проточноста во смисла на допуштеност и дека поголем или најголемиот процент се или недопуштени или на погрешна адреса испратени. Кога веќе го спомнуваме овој момент и судот во Страсбур, што се случи со предметот на Фијат Цановски? Господинот Цановски во една прилика неодамна изјави дека очекува дека токму отворениот судски процес во Македонија и тоа што од незаконски прислушуваните материјали може да се види дека поранешниот премиер наредил уривање на објектот Космос, дека тоа се надева дека ќе му користи во постапката во Страсбур. Колку е тоа реално да се очекува дека постапките во Македонија можат да имаат или ваков тип на постапки некаква рефлексија на одлучувањето на судот во Страсбур? Видете, услов за поднесување на апликација пред судот во Страсбур е искористување на домашните правни ликови, што значи дека секоја домашна постапка е предмет на оценка на Европскиот суд за човекови права и во таа смисла да, тие имаат рефлексија затоа што тие се сршта на она што го оценува Европскиот суд за човекови права. Меѓутоа, апликацијата на господинот Фијат Цановски реално беше најавувана, верувам дека се сеќавате уште брзо по самиот настан и случката со уривањето и така натаму. И таа реално не се однесува на постапката која се води по обвинение на специјалното јавно обвинителство. Туку реално предмет на апликацијата е управната постапка, управниот спор околу самото уривање. Судике Цаца, познато е дека во судот во Страсбур има повеќе предмети кои што се поврзани со користењето на незаконски прислушувани материјали. Кои се правните аргументи на тамошните суди да се користат такви материјали како доказ?
Па мислам дека тоа прашање веќе беше доста долго време презентирано. Јас многу накратко ќе кажам дека идејата во прифаќање на тие да речам, прислушкувани телефонски разговори, води кон тоа дека треба да се заштити јавниот интерес, односно да не се дозволува криминалот на некој начин да биде заштитен. Пресудите за кои што се зборуваше, дури во една пресуда има кај што само прислушкуваниот материјал е доказ. Што значи дека размислувањето во делот на силината на доказите е од предмет на предмет. Индивидуалноста мислам дека е нешто кое што неколку пати е веќе укажувано, секој предмет е сам за себе и во една таква насока и мислам дека и Врховниот суд кога ја имал таја седница во врска со прислушкуваните материјали од колешката Мирјана, е укажано, денеска рекоа 30. Јас конкретно не знам дека има 35 предмети, меѓутоа за мене е доволно 1-2 предмети кои што укажуваат дека може да се применат во дадената ситуација. Прашањето на пропорционалност, прашањето на балансирање на одредени интереси е нешто кое што секако дека ќе биде предмет на оценување и во ваквата ситуација. И еве беше спомната амнестијата. Ние имаме амнестија која што во суштина првата амнестија која што ја донесе председателот на државата, таа се повлече заради непостоење на закон. Значи, ние имаме незаконито тука на некој начин постапување. Ние ќе бидеме во ситуација и во можност оваа наша заплеткана правна ситуација да ја објасниме во Страсбур, дека она што се случуваше во Уставен суд, па повлекувањето потоа на председателот од неговата одлука, па тоа што на листата за помилувани, што фактички беше и амнестија, беа дури луѓе за кои што не се ни гонат и така натаму. Мислам дека многу е раритетна, посебна нашата ситуација и комплицирана за објаснување. Се слагам и затоа сметам дека реално е неблагодарно на вистина да се шпекулира многу по однос на сето тоа. Инаку, постапката пред Европскиот суд за човекови права е контрадикторна во сите нејзини делови. Што значи дека ние можеме да ја дополнуваме, да ја менуваме, да ја негираме, да ја оспоруваме фактичката состојба која е презентирана во самата апликација на истиот оној начин како што реално ќе ги соочиме нашите аргументи со апликантите и во делот на допуштеноста или евентуално основаноста на самата апликација. Да, верувам дека тоа ќе биде некое вакво долго четиво, меѓутоа четивото долго ќе биде во Македонија. Во насока на пишувано и презентирано. Во Македонија треба да се каже, Уставниот суд донесе таква и таква одлука, меѓутоа собранието не ја пополни таа празнина, врз основа на таа празнина јас си зимам за право да зборувам заради тоа што тоа е моje мислење и ја имам право да го искажам мислењето. Друго е прашањето како тоа понатаму ќе се цени во однос на стандардите и во однос на она што значи ценење на тој јавен интерес, ценење на законитоста, ценење на квалитетот на законот и така натаму. Друг момент ми е многу битен. Како ќе објасниме пред европските суди што значи тоа дека председателот Иванов го темелел помилувањето на непостоечка одредба. Имаше и такво толкување. Што ние ќе објаснуваме? И дека не може по механизам автоматски да се врати во правниот систем. Кога веќе го спомнуваме Европскиот суд за човекови права, можете ли да ми кажете во моментот колку македонски предмети има во работа во судот во Страсбур?
Најновата статистика, мислам дека и некои од медиумите ја објавија, зборува за реално околу 339 апликации кои се распределени пред различните судски формации или состави на Европскиот суд за човекови права, затоа што сега имаме одлуки кои ги носи судија, поединец, помали совети, поголеми, тројца, 7 и така натаму. А што најмногу се жалат македонските граѓани или какви повреди на Европската конвенција се Знаете како констатираат? денеска би ми било многу тешко да ви укажам на определени трендови. И ќе ви објаснам зошто. Затоа што постоеше еден период на кој верувам сите се сеќаваме, кога реално ние добивавме постојано пресуди за судење, за повреда на правото на судење во неразумен рок и таквиот вид на повреди и пресуди на оваа тема одбележа еден солиден период од нашата историја пред Европскиот суд за човекови права. Денеска структурата на предметите е битно поразлична, значи таа е таква веќе неколку, би рекла еве 2-3 години наназад. За тоа има и причини, реално таквиот вид на предмети како што беа оние за судење во разумен рок прилично се намалија, откако не успеа, средството пред Врховниот суд стана. Денеска структурата е поразлична, значи имаме право на приватност. Почнуваат да стигнуваат многу предмети за правото на собственост. Тоа се очекуваше подолга денационализација. Знаете како многу различни, да. Значи со даночна политика, со денационализација, со експроприација, значи има множество, затоа што правото на собственост реално Европскиот суд за човекови права го толкува многу пошироко од она што е типично сваќање кај нас дома за правото на собственост, наводи за дискриминација врзани со различни други членови од конвенцијата, меѓутоа доаѓаат и апликации за првата генерација на права, особено членот 3 се уште не останува актуелен. Така да членот 5 слободата на правото на слобода и безбедност, затоа што веќе претходно чина ме прашавте околу притворските предмети, ако не грешам, стигнуваат и такви, претежно доминираат оние кои се водени по она што ние го нарекуваме стариот вако ЗКП. Според последната статистика или последниот извештај што беше објавен, беше кажано дека во 2018 година има 15 пресудени предмети за Македонија. На што конкретно се однесуваат тие? Да, тие се со 12 пресуди, затоа што некои предмети се одлучувани, се споени реално и е донесена единствена одлука. Еве, еден од таквите случајот на Макрадули против Република Македонија, ова го издвојам затоа што беше првата пресуда против државата на теми кои ни беа актуелни во периодот наназад, тоа се слободата на изразувањето, на говорот, предметите околу клеветата и навредата. Некако она што е проблем во државата во определен период ни се стасува подоцна и како бумеранг ни се враќа во државата. Па еве конкретно за слободата на говорот. Имаше различити пресуди на национално ниво. Имаше пресуди каде што судиите сметаа дека политичарите заслужуваат поголема заштита од обичните граѓани. Што е обратно од праксата И сега ја да прашам, каде беше Врховниот суд тука да донесе начално правно мислење? Имавме такви пресуди. И од озгора беше пресуда. Да, ви останав должна, јас ги прибележав прашањата. Да. Значи, да, донесувањето на начални правни ставови, мислења од страна на домашните судови, реално представува една мерка која другите држави често ја користат за целите на извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права. И мислам дека тие се многу ефикасно орудие. Тие праќаат сигнал реално до Комитетот на министри кој врши надзор на извршувањето, дека судските власти
ја уважиле, ја анализирале, ја разгледале со должно внимание пресудата на Европскиот суд за човекови права, извлекле некакви поуки и реално одлучиле самите врз основа на таквата пресуда која представува еден диалог со судиите од меѓународниот суд, реално да своето однесување, својата пракса, своето постапување го согласат со стандардите кои произлегуваат од праксата на Европскиот суд за човекови права, и ние сме успеале како држава благодарение на такви начални ставови реално во извршување и да затвориме низа предмети. Морам да признам дека реално апелационите судови кои пак ако одиме по словото на законот и немаат ниту право, ниту пак можност некаква да градат начални ставови, онака како што на пример законот му ја дава можноста на Врховниот суд, се прилично расположени, наклонети кон тоа, се состануваат, градат ставови, ја усогласуваат праксата и помеѓу различни апелациони подрачја. Јас ова го истакнувам како еден позитивен пример кој го забележувам. Колку во тој дел бирото за застапување има превентивна улога? На тие стручни семинари, работилници кои што ги имате со судиите, да предочи на некои проблеми кои што се јавуваат? Знаете како, и јас лично и други представници од бирото за застапување години назад биле чести гости во академијата. И искрено да ви кажам, тоа е ретка прилика за фин диалог со судиите, јавните обвинители и така натаму. Меѓутоа, мислам дека многу посоодветно би било кога ние би имале добри познавачи на праксата на Европскиот суд за човекови права меѓу самите суди и јавни обвинители, затоа што мислам дека е поинаква тежината на зборот кој излегува од устата на еден јавен обвинител или од устата на еден судија и е упатен на колегите суди и јавни обвинители. Малку поинакво е доживувањето кога реално тоа доаѓа од владиниот агент или од представници на бирото кои по дефиниција доаѓаат од извршната власт. И искрено да ви кажам, неретко се доживуваат како луѓе кои се знаат, постојано укажуваат на некакви недостатоци, наоѓаат мани, така да мислам дека реално многу поефикасно би било доколку самите суди и обвинители, значи фелата сама... Колку судиите во своите пресуди реферираат на пресуди на Европски суд за човекови права? Многу Прашање за двете. Многу малку. И мислам дека е многу голем проблемот на непознавање како одредени стандарди од Европскиот суд да се применат во пракса на националните предмети. Прво, морам да признам дека се смени на некој начин односот. Во почеток беше воопшто неприфатливо да праксата на Европскиот суд е извор на право и во Македонија. Многу голем број на колеги реагираа дека тоа е неприфатливо, ние не постапуваме по пракса, ние постапуваме по дека тоа би било закони, на некој начин влесна прецедентно право. Да, на некој начин. И кога, конкретно јас, кога сум зборувала за тоа, првиот мој аргумент бил државата ветера на тоа, заради тоа што државата сме подпишала. Ја подпишала конвенцијата на некој начин. Не може дел од нашето право. Не може Европската конвенција да се толкува од страна на било кој друг освен од Европскиот суд. Ако е тоа така, значи праксата од Европскиот суд мора директно да се имплементира. Јас имам многу позитивно искуство во Босна, како тоа се имплементира. Како скоро да нема предмет кој што пред Уставниот суд
на Босна и Херцеговина не се применува, не се повикуваат на некој предмет од Европскиот суд. Без разлика дали станува збор за идентични предмети кои што се случуваат во Босна, меѓутоа исто така и други предмети, и се извлекува она што е релевантно за предметот. Мислам дека кај нас е голем проблем практичната примена на тој одреден предмет од Европскиот суд. Она што јас сум го видела е се бара иста фактичка состојба за да се примени тој предмет. Не, фактичката состојба како состојба не е битна во насока на примена на стандардите. И мислам дека тука веројатно треба да се почне уште од факултетите, да почне едукацијата во таа насока и особено во делот на она што е Академијата за суди и обвинители и адвокатите кои што исто така треба да применуваат Европската конвенција во своите тужби и во своите искажувања, одговори и така натаму, што е многу редок случај за прифаќање. Значи, со сите адвокати со кои што сум разговарала судија, ние ќе го дадеме тоа, меѓутоа имаме одговор од судиите, ај ти тоа тргни го, ја немам време со тоа да... Значи има и такви случаи, меѓутоа јас забележувам, сега зборувам за предметите кога стигнуваат кај нас во бирото. Истиот адвокат се појавува и во домашната постапка и го застапува и предметот на клиентот пред Европскиот суд за човекови права. Во неговата апликација реди низа судска пракса на Европскиот суд за човекови права, на која никогаш директно не укажал во домашната постапка. Па ви кажувам зашто. Меѓутоа тоа не ги ослободува од не ги ослободува, ја не ги ослободува. Сметам дека реално во најдобар интерес на нивните клиенти би било тие да ги понудат аргументите, па и во оваа смисла. Да ја наредат судската пракса која сметаат дека е релевантна. Мислам дека тоа би било и поголем предизвик за институциите, па да видиме како ќе реагира. Кога Европскиот суд ќе донесе одлука во која што ќе рече дека не е применет субсидиарниот принцип заради тоа што не се повикал адвокатот на праксата на Европскиот суд, тогаш ќе се освестат и едните, и другите, и третите. Зашто сегашната тенденција на Европскиот суд е во таа насока. Тоа е прилично тешко, мислам. Тешко, лесно, меѓутоа треба да се размислува. Пред крај би сакала да ве прашам неколку куси прашања. Некако погрешно се мисли во македонската јавност и се врзува дека пресудите на Европскиот суд за човекови права значат некаков паричен надоместот за повредата. Меѓутоа, во суштина проблемот е многу поголем. Јас ќе ве потсетам на еден случај кој што 15 години нема разрешница и покрај пресудата на Европскиот суд за човекови права. Што се случи со случајот Ел Масри? Случајот Ел Масри исплатата на 60.000 евра е најлесниот дел. Во принцип тоа е најлесниот дел кој се одвива и најбрзо, затоа што реално според пресудите паричниот надомест мора да се исплати во рок од 3 месеци по правосилноста, меѓутоа во рок од 6 месеци по правосилноста на пресудата државата најдоцна има обврска да достави акционен план за извршување на таа пресуда и за мерките во смисла на индивидуални и општи кои ќе ги преземе за целите на извршување на конкретната пресуда. Се уште е во извршување. И реално таа пресуда никогаш не престанала да биде под зајакнат надзор на комитетот на министри. Господја Џанова, пресудата е во 2012. Да, така е. Сега сме 2019. Така е. Значи, на крајот од 2017 година имаше некаков пресврт во однос на мерките кои комитетот на министри ги бара од државата.
Еве јас можам да кажам дека реално и извинувањето кое осамна и овдека во Шефот на медиумите и дипломатијата Никола Димитров, да. Така, и тоа беше реално едно од барањата на Комитетот на министри и реално беше дадено меѓу останатото и во функција на извршувањето на таквата присуда. Во меѓувреме заврши и граѓанската присуда која водеше господинот Елмасри пред домашните судови. Таа исто така заврши со усвојување на тужбиното барање. Во суштина, реално, ние постигнавме дури во текот на 2018 година прв пат државата да признае еднашка преку извинувањето, втор пат преку граѓанските пресуди. Дека тешко ги прекршила правата на така германскиот и да ја државјани. прифати фактичката состојба што претходно со пресудата ја. Сосема на крај, колку е просечниот рок во кој што се решаваат предметите? Тоа е прилично индивидуално. Еве една од последните пресуди против Република Македонија која беше тема во јавноста, X против Република Македонија, се реши за изворено кратко време, меѓутоа тоа е предмет кој доби приоритет од страна на Европскиот суд за човекови права. Тој има листа на приоритети по која се движи, тоа зависи од индивидуалната состојба на апликантот, од наводите во апликацијата и така натаму. Значи може да трае и по 5, меѓутоа еве како во случајот на X може реално да се работи за рокови кои се многу пократки. Имате ли проблеми во извршувањето на пресудите? Беше донесен посебен закон. Да, значи, видете, извршувањето на пресудите знае да биде тешка и макотрпна работа. Една од основните проблеми е што доминантно понекогаш институциите имаат чувство дека пресудата е на бирото за застапување, дека таа не е на државата. Да се ја чува. Понекогаш институциите сметаат дека извршувањето на пресудите е должност на бирото или чисто се спомнува меѓуресурската комисија за извршување на пресудите. Меѓутоа, вистината е дека извршувањето е задача на сите институции на државата. Затоа што некаде треба законски измени да се направат, да се променат прописи. Така е, да се повтори постапката. Еве видете го примерот со извинувањето во случајот на Елмасри, така да е потребна свест, меѓутоа и посветеност на институциите во таа смисла. На сите институции, така е. И малце пошироко толкување на одредени одредби. Не може одлука да биде нешто кое што не може да донесе до повторување на постапка. Мене ми е многу жал, ние немаме време сега, чисто вака сега ми дојде тој факт, тоа сознание и не знам, мислам... Може би некои измени кои ги планираме во законодавството пријатно ќе ви изненадат тема на темата. Не, јас сум учесник во тие измени и јас многу инсистирав на одредени измени, дури веројатно сте виделе постапката сама за повторување е во голема насока променета баш заради тие проблеми. И роковите се изменети, и самиот пристап кон повторување на постапката, она што значи извршување на одлуката на Европскиот суд. Меѓутоа, мислам дека има одредени проблеми, особено во лустрацијските предмети, каде што не знам како на крај тоа ќе се заврши. Меѓутоа има многу работи за кои што многу прашања, апсолутно нема можност за се да се дискутира. Јас ви благодарам за вечерашното учество во мојата емисија. Ви посакувам вам, почитувани гледачи, добро вечер, убава вечер, добра и убава вечер и ве оставам со мојот колега Александар Чомовски, кој што веднаш после промото ќе ги отвори телефоните на една многу интересна тема, а тоа е владината одлука за отпис на долгови. Пријатна вечер.